во соработка со првата детска амбасада во светот Меѓаши и низ консултации со професионалните медиумски и новинарски здруженија, подготвени се препораки во вид на апели до медиумите кои што се потпираат на меѓународните кодекси и релевантни документи во оваа сфера. Во иднина, овие препораки ќе послужат како основа за надградба на етичката рамка и кодексот во однос на известувањето за овие прашања и теми. Кога станува збор за децата и за младите, ние мора да бидеме исклучително внимателни. И тоа не само кога имаме вакви ургентни состојби, туку и во целокупното известување кога се однесува и на било какви активности кои што ги покриваат медиумите. Младите и децата недоволно се застапени секогаш како група кога зборуваме за професионалното известување. Морам да кажам дека новинарите ги доживуваме како партнери, и тие ни се партнери. Сме имале многу случаи каде што новинарите влегле во истражувачка историја, но стигнале до одредени административно-бирократски бариери каде што не можеле да дознаат нешто повеќе околу некои случаи кои за нас биле многу индикативни, проблематични од аспект на откривање на вистинските сторители или пак зацкривање на сторителите или пак нефункционалност на системот во дефинирање на одредени состојби за да не се повторуваат. Јас сум многу задоволен што еве се носат препораки кои се надевам дека ќе помогнат во работата на нашата комисија. Исто како што ни помогна и насоките кои што пред некој месец ги за известување на онлайн медиуми кои што пред некој месец ги донесовме. Ние во нашата пракса досега имаме многу случаи на кои што се однесуваат на малолетни лица и досега го користиме кодексот на новинари, но сметам дека сега уште попрецизно и многу полесно ќе можеме да ги разгледуваме новите жалби што се однесуваат, кои се поднесуваат во поглед на заштита на малолетниците. Би сакала да напоменам дека колку и документи да се донесат во смисла на пораки, препораки, ако овие се повеќе пораки до општата јавност и до медиумите, па макар еви да ги наречеме и кодекси или принципи како сакате. Мислам дека свеста и постапувањето, односно свеста треба да се зголеми и драго ми беше дека во еден така посеопфатен и поинклузивен процес на разговори и на дискусија, кој што беше подпомогнат, се разбира, во рамки на проектот со поддршка од делегација на Европска унија, всушност ние успеавме да се слушнеме меѓусебно. Сакам да укажам дека саморегулацијата и тежнењето за почитување на професионалните стандарди и етички норми на некој начин не треба да се доживува како битка меѓу новинарските асоциации, новинарските здруженија, медиумските институции и така натаму од една страна и новинарите и медиумите од друга страна, односно мислам дека создадено е тоа чувство кај поголемиот број на новинари и на медиуми дека ние како да напаѓаме, а тие како да се бранат. Значи, идејата ми е да им укажам на новинарите, на медиумите, дека не треба да не доживуваат како еден вид закана, односно ние не сме суд кој казнува, ние сме етички суд. Те препораки 10 до сега на број, тие се донесени врз основа на веќе постојачки норми, дали во етичките кодекси, дали во конвенциите меѓународни, дали во законите што ги уредуваат правата на децата. Наместо да се трча по сензационализам, добро да се застане, да се размисли која информација е осетлива и да се размисли како тоа се прави. Не е никаков проблем да се застане еден момент и да се размисли што се прави. Иначе, знаете, ние што работиме посебно во телевизиите, кај што морате да имате слика и кога разговараме, што да се објави, што не, можни се грешки. Наистина се можни понекогаш во монтажа да не се замагли некое лице и слично, меѓутоа мора се настојува да се почитува, нели, да се почитуваат овие етички стандарди. Ова е нели само почеток. Ние ги надоградуваме сите тие нели
вклучително и кодексот со насоки и овие препораки, и сметам дека може само да придонесат кон професионален пристап за кон информирање на јавност, кога станува збор за јавен интерес. Виртуелно или реално, правилата се исти. Да бидеме медиумски писмени. Денови на медиумска писменост за децата и младите од 22 до 29 ноември. Откри повеќе на www.mediumskapismenost.mk.